Dobro, сега е време за проучување на Божјата реч. Сега е колку? 11:25 минути. Нели така? Во еден молитвен дом си рекоа: брате, ние сме до 12 сато. Ти колку сакаш проповеда, ние во 12 вика си заминуваме. Така да се надевам дали ќе е до 12 или малце повеќе, не знам, но верувам ќе биде благословено ова време што е пред нас. Во последно време една тема посебно го привлекува моето внимание. Имате толку многу теми, толку многу пораки од Светото писмо, таа е неисцрпен извор и секоја е драгоцена порака што можеме да ја проповедаме. Меѓутоа една тема, значи суштинско важна. Немате поважна тема од таа тема. А тоа е темата за второто Христово доаѓање, конкретно подготовката за второто Христово доаѓање. Вие се сеќавате кога последен пат бев тука, зборував за предпотопната генерација и нашето време. Се сеќавате? Значи, која е врската помеѓу предпотопната генерација и нашето време? Поготово зборевме за 7-те. Обично ние го зборуваме за потопот и ја нагласуваме таа страшна казна што се случила пред многу години во овој свет. Меѓутоа, тогаш во таа тема што имав, значи, фокус беше ставено на Божјата љубов. И во тој извештај за потопот, опишан од 6 глава, прва книга Мојсеева, до 9 глава, во тие 4 глави, ставивме акцент за 7-те слики на Божјата љубов. 7 слики во тие 4 глави постојат како изразена Божјата љубов преку предпотопниот свет. И таа беше врзана на некој начин како подготовка за второто доаѓање Христово, затоа што Исус вели: деновите пред неговото доаѓање ќе бидат како деновите пред потопот, нели така? Така да таа е тесно поврзана со ова. Меѓутоа, денеска продолжуваме понатаму, размислуваме за подготовката за второто Христово доаѓање. Видите, ние сме адвентисти. Кади да сме, ние сме адвентисти. Кади да одиме, ние сме адвентисти. Дали сме во школа, дали сме на работа, дали сме на пазар, дали сме на улица, дали одиме во посета на некого, во некој комшилук, ние сме адвентисти, го носиме тоа име со себе. И знаете ли што би било лицемерно, што би било неубаво? Да се наречеме адвентисти, да се викаме адвентисти, да го носиме тоа адвентисти, а да не бидеме подготвени за второто Христово доаѓање. Тоа би било страшно. Да си адвентист, значи да го чекаш Исуса Христа. А да го чекаш, треба да се подготвиш. Нели така? И Бог ни дал многу време да се подготвиме. И нема да биде проблемот кај Бога ако не се подготвиме. Проблемот ќе биде кај нас ако не се подготвиме. Да, затоа што Бог ни дал доволно време да се подготвиме. Денеска предмет на нашето проучување ќе биде еден мал дел, ама ќе дадеме една глобална слика за Христовиот есхатолошки говор, запишан во Матеј 24 и 25 глава. Ако Евангелието според Марко е познат по Христовите чуда, ако Евангелието според Лука е познат по Христовите параболи, ако Евангелието според Јован е познат според средбите Исус што ги правил со луѓето, жена Самаријанка, Никодим, слепиот Вартимеј и останатите, Евангелието според Матеј е познат според Христовите говори. Исус во Евангелието според Матеј одржал 5 говори. И сите 5 говори го опишуваат Царството Божие. Тоа е најомилената тема што Исус ја имал во овој свет кога проповедал. Првиот говор, една анализа кратка, е опишан од 5 до 7 глава, проповета на гората на благословите. Тука е опишана личната карта на еден христијанин. Какви особини треба да имаме ако сакаме спремни да го дочекаме Исуса Христа. 5, 6 и 7 глава, првиот Христов говор. Вториот говор што го наоѓаме во Матеј е 10 глава. Тоа е мисионски говор. Совети што Исус ги дал на апостолите како и што да направат кога ќе одат да проповедат. Читете 10 глава, тука имате прекрасни практични совети како треба да проповедаме. Втор говор. Третиот говор, запишан е во 13 глава. Во таа 13 глава Исус употребува 7 параболи, за да ни го приближи духот и атмосферата на Царството Небесно. Читайте ги тие 7 параболи, поврзани си. Една посебна тема за тоа може да би имале во некоја прилика. Исус преку тие 7 параболи опишува како може да се влезе во тоа Царство Небесно. Следниот, четврти, предпоследни говор, што го наоѓаме во Евангелието според Матеј, е говорот како треба да бидат односите во Царството Небесно, меѓу членовите.
18 глава за тоа зборува. Тука посебно истакнато опростувањето и живењето на еден соживот помеѓу членовите во Царството Божие. И петиот говор, последен, ова е све увод за да дојдеме до ова, е Христовиот последен говор. Есхатолошки говор. Во теологијата е познат како есхатолошки. Есхатон значи нешто што се однесува на самиот крај, за крајот. Ова е познатиот христолошки говор за крајот, опишан во Матеј 24-25 глава. Но знаете ли што ние грешка правиме денеска? И сакаме да исправиме, ако можеме, да дадеме еден друг ток на овие работи. Од овие две глави, ајде да бидеме реално, тотално реално искрени, на која глава повеќе даваме значај? На 24 или на 25 глава? 24 глава, така е. Па знам, 24 глава. Тоа е наша болка. Но ќе видите, во овој говор е многу поважна 25 глава него 24. И дело 24 глава. Све е важно. Но ќе видиме како. Две глави, 24 и 25 глава. Занемарена е 25 глава, но тоа е суштински важно. 24 глава нема да биде толку вредна ако ја нема 25-та. Ќе видите зошто и како. Ќе направиме една кратка теолошка анализа. Многу е важно тоа за да видиме колку е тоа потребно за нашата подготовка за второто Христово доаѓање. Видите, во овие две глави, Матеј 24 и 25 глава, имаме вкупно колку стиха? 97 стиха. Во Матеј имаме 24 глава 51 стих, а во Матеј 25 глава имате 46 стиха. Вкупно 97 стиха, скоро 100. И прва поука што излекуваме тука. Бог Исус Христос во последниот говор свој, есхатолошки, Матеј 24-25 глава, скоро 100 пати сака да ни кажува колку е важно да се подготвиме за неговото второ доаѓање. Скоро 100 пати. Што обично ние на луѓето им кажувам, абе 100 пати ти кажа, вика. Уште ли не си разбрал? 100 пати сум ти кажал. А Исус преку овие 97 стиха, скоро 100, сака на некој начин 100 пати да го сврти твоето и моето внимание кон неговото второ доаѓање. Суштинската работа. Нема христијанство без второто Христово доаѓање. На што ќе личи твојот и мојот адвентизам ако го немаме второто Христово доаѓање? На што, која вредност има нашата историја ако не се стремиме кон она иднина што Господ ќе ни ја донесе? Затоа е ова многу важно. Но сега уште поважна работа. Гледајте го. Една кратка анализа. Овој говор, сочинет од 97 стиха, е поделен во 3 дела. Првиот дел е увод. Првите 3 стиха, 24 глава, 1 до 3. Тука имаме увод. Потоа, имаме втор дел. 24 глава, ќе одам на тој текст, го имам тука. Ова е вториот дел. Опис на настаните пред и за време на Христовото второ доаѓање. Тој почнува после уводот. 4 стих до 41 стих. Колку се тоа стиха? 37-8, така? Значи имаме 3 стиха увод, имаме 37 стиха 8 втор дел, опис на настаните пред и за време на Христовото доаѓање. И знаете што е концентрацијата на овој втор дел? Знаците на второто Христово доаѓање. Овој свет највеќе знаци да го интересира. И нас, и треба да ни интересира. Но гледајте сега Господ што сака денеска да ни каже. За овој втор дел се одделени 37-8 стиха. И тие три од уводот колку се вкупно? 40. Нели така? А до 97 уште колку има? 57-8 стиха. Тие 57-8 стиха се дел од третиот дел од овој говор, каде што Исус зборува за подготовката. И сега моето прашање, каде има повеќе стиха? Во уводот само 3, во вториот дел за знаците 37-8, а во подготовката 58. Каде има повеќе текстови? Каде е ставен акцентот? Подготовката. А каде ѓавол се служи да ни стави мисла, да фокусот наш биде ставен само во знаците. Само во знаците. Па што ми вредат мене да ги знам сите знаци, да ги знам сите елементи што ќе се случат, сите настани што ќе се случат до второто Христово доаѓање ако не сум спремен? Што ќе ми вреди тоа? Ме видите? Добро е да ги знаеме знаците,
Добро е да гледаме што се случува во нашето окружение, добро е да бидеме во тек и Исус не вели, погледајте, гледајте, внимавајте. Меѓутоа, зошто се знаците треба да ни послужат? За подготовката. За подготовката ни се важни знаците. И јас денеска сакам да ставам акцент на подготовката. Од овој втор дел извлечам 7 важни пораки за знаците. Jer луѓето денеска прават сензација од знаците. Сензација. Таман ќе настапи војната. Еве, во Украина кога почна војната, нели така, значи таму готово вика Исус доаѓа. Колку месеци почна војната, Исус уште не дошол. Знам кога беше бомбардирањето во Србија, во Косово пред 20 години, готово вика крај на светот. Еве 20 години поминале. Бегале таму се криеле кој има бомбардирање, бегали кај нас таму исто така. Наводно нив ќе ги бомбардираат. Знаете тој страв. Религија заснована на инстант настани што се случуваат. Не, таква религија Исус не сака. Твојата и мојата религија треба да биде базирана на Светото писмо, на подготовката. Не треба настаните да го диктираат мојата подготовка. Мојата подготовка треба да биде секојдневна, темелна, библиска, а не настаните да ја диктираат мојата подготовка. А има војна, јас се подготвам. Нема ли војна? Што? Не се подготвувам. Па чекајте. Исус вели, ќе слушате глас за војни и гласови за војна, ама тоа не е крај. Нели така пишува? А што вели во Солуњаните? Кога ќе кажат мир, тогаш ќе дојде крајот. Гледате како Исус ги врти работите. Па ѓавол знае дека ти се подготвил за второто Христо доаѓање и јас. Тој знае дека ако твојот фокус е на настаните, знае. И затоа тој гледа кога е све мирно, да направи атмосфера на мир, дека ништо не се случи. Ете тогаш Исус ќе дојде. Кога не мислите, ете тогаш ќе дојде. Дозволете ми да кажам по првиот дел, само да се вратам накратко. Тука, во првиот дел, односно, отидов јас да го вратам овој дел, првиот многу важен. Тука е поставена сцената. Една парабола денес ќе проучиме. Тука е поставена сцената, 24 глава, 1 до 3. Сцената е поставена. Каде го наоѓаме Исуса во првите 3 стиха во 24 глава? Мене секојаш ми е важен Исус во настаните. Каде е Исус? Што прави Исус? Што зборува Исус? Како се поставува Исус? Па ние сме христијани, него го следиме. Тој ни е најважен. Каде го наоѓаме Исуса во 24 глава? Во првите 3 стиха, во уводот. Излего од храмот, така е. Тој веќе не е во храмот. Тој е последен пат кога Исус бил во храмот. Исус излего од храмот. Веќе храмот ја губи таа своја вредност. Не затоа што тоа не е вредно, него затоа што луѓето повеќе вредност им дале на кого? На ритуалите, на обредите, на другите работи, а Исуса го отфрлиле. Го отфрлиле оној кој што дошол да умре за нив. Исус излего од храмот, а учениците го гледат храмот и се одушевуваат. Вели Исусе, зар не е прекрасен овој храм? И Исус ги кажува тие работи во првите 3 стиха. Навистина ви кажувам, камен на камен нема да остане во овој храм. Така вели Исус во 24 глава, во почетните стихови. И сега, тоа се евреи, апостоли, размислуваат на следен начин. Ако нема храм, ако нема духовен центар, крај на светот. Готово. И затоа, одејќи кон Маслинската гора, 2 и 3 стих, му го поставува тоа судбоносно прашање на Исуса. Кога ќе биде тоа? Те молам, кажи ни. Нема храм, готова е. Ти вели камен на камен нема да биде. Храмот ќе го нема. Значи доаѓа крај на светот. Кога ти ќе дојдеш по втор пат? Ете, тоа е сцената што е поставена во првите 3 стиха. И сега одиме понатаму. Понатаму одиме. И сега Исус тука ги реди знаците. Од 4 до 41 стих. Но би сакал јас да ги резимирам тие знаци, 7 важни пораки да излечиме од овие знаци. Не би се фокусирал на знаците, него на она што лежи позади знаците. А еве кои 7 важни пораки ги излекуваме во овие 37-8 стиха во вториот дел од овој Христов есхатолошки говор. Прва работа што излекуваме од знаците. Христовото доаѓање ќе биде што? Сигурно. Во сите тие 37-38 стиха во вториот дел од овој говор. Дали сте приметили некаде да пишува може ќе дојдам, може нема да дојдам. Може ова, не, никаде нема такво нешто. Него Исус вели, кога ќе дојде Синот човечки. Нели така?
Кога ќе гледате кога доаѓа Синот човечки, Исус ниту еден пат во тие знаци кои ги реди, никогаш не го доведува своето второ доаѓање во прашање. Тој доаѓа, брате мој и сестро моја, дали си ти спремен, дали сум ја спремен, тоа од нас зависи, ама Исус доаѓа. Исус доаѓа. Тоа е главната порака на Светото писмо. Како завршува Библијата? Да, еве ќе дојдам скоро. Да, дојди Господи Исусе. 3-4 пати во последната 22 глава од книгата Откривение се зборува за сигурноста на второто Христово доаѓање. Исус доаѓа. Ако било што заборавиме денеска, а имаше многу убави работи на ова богослужение, да не го заборавиме ова. Христос доаѓа. Вчера ова иста порака имав, од црквата во Кел, електронски влеговме таму, има тука наши браќи и сестри, ме поканија, и пораката им зборував колку е важно да се подготвиме за второто Христово доаѓање. И сега, има уште 6 работи ќе ги спомнам, а ние сме се уште на почеток, има доста работи да кажеме, но слушајте на статистика што ни кажува дека ова е многу реално се случи. Постои еден часопис во светот, напишан од разни експерти и стручњаци, кој се вика Global Problems. Ова е 7-ма едиција, нели така? И во овој часопис, излегува периодично овој часопис и во овој број, во овоја едиција, опишани се 10, во првиот дел, и во вториот дел што напишано, најмалку 10 нерешливи проблеми што се случуваат во нашата планета Земја. И тоа го пишуваат светски луѓе. Кога ќе ги спомнам сега тие 10, само ќе ги спомнам рафално, немам време да ги образложам, а вие само што ќе ги слушате, ќе знаете за што станува збор, затоа што фокусот ми е на една парабола, што сакам да ја проучам со вас денеска. А ќе видите дека не само верниците, него и атеистите, свесно или не, ги подигат рацете, барајќи помош од небото, да бидат решени овие работи. Овие 10 работи ни кажуваат дека Христос сигурно доаѓа. Овие 10 нерешливи работи ни кажуваат дека Христос сигурно доаѓа. Прво, вистина ли? Колку е безбеден нашиот свет? Па овие денови, овие месеци ние сме сведоци на ова. Нуклеарната безбедност е една од 10 нерешливи проблеми на овој свет. Нашиот свет е на копчиња. Не знаеме кој усиена глава може нешто да направи и нашиот свет едноставно да дојде на самиот крај. Меѓутоа, Бог по Библијата вели, тој го има последниот збор, не луѓето. Бог, тоа никош немојте да го заборавите. Но ова прети на нашиот свет. Многу состаноци денеска се одржуваат за да се зборува за ова работа. Нуклеарна безбедност. Понатаму, генетски модифицирани луѓе. Ова е една работа каде што луѓето се мешаат во работите на Бога, се мешаат во Божјата особина на создавање. Ова беше причина да предпотопниот свет биде уништен. Да, и луѓето сака да создаваат луѓе, да, тие сами да учествуваат во таа креација, да се мешат во работите на Создателот и размислуваат во тој правец како да направат. Ова е еден од нерешливите проблеми, како и ова, вештачката интелигенција. Ги спомнувам само овие работи, за секој од нив можеме многу да збориме, но овие работи ги споменуваат стручњаците како проблем што тие креват рамења не знаат како да ги решаваат, не знаат како да се постават, а голем проблем се во овој наш свет. Промената на климат. Што да кажеме за ова? Колку ли состаноци се случуваат во светот и се зборува за промената на самата клима како еден глобален проблем во овој наш свет? А економскиот колапс на пазарот? Како стои економијата во ова наше време, пред самото второ Христово доаѓање? А за ова, колку е загадена човековата средина? Треба ли да збориме нешто повеќе? Тоа е многу реален проблем. А за ова те ќе видиме. Ова зима, што рече брат Зора, нели така? Недостатокот на енергија. Гледајте ги само сметките за струја што ни доаѓаат. Па ќе ни биде јасно едноставно дека овој проблем е реален. Понатаму, тероризмот како таков е еден од нерешливите проблеми во овој свет, што несвесно рацете на атеистите ги усмеруваат горе кон небото и велат: помогни ако постоиш. Тие така велат. Верниците знаат дека Бог постои и се молат на Бога. Девета предпоследна работа, не сиромаштво, него екстремно сиромаштво. Одамна влегол во нашиот свет. И одамна ова е глобален проблем во нашиот свет, како и религијски конфликти. Колку ли душа ви сака? Пазите, ние понекогаш на вест или на интернет ќе читаме, но знаете колку работи случуваат за кои не сме информирани, за кои не пишува ни печатот, ни интернетот, ни телевизијата не стига. Ние само тоа што читаме, што е објавено, па се чудиме, се фаќаме за глава. А камли тоа што не е објавено? Ова се 10 нерешливи проблеми што се опишани во тој часопис.
со цел да ни укажат на тоа дека Христос сигурно доаѓа. Но извештаите кажуваат уште 20 други, немаме време, само ги спомнувам. Уште 20 други додатно тешки нерешливи проблеми кои што човековиот род или човекот го стават во еден таму ќош, не знаејќи што да направи, како да се постави, да се решат тие работи. 20 други тешки нерешливи проблеми. И знаете кој е генерален заклучок? Исус сигурно доаѓа. Тоа е првата работа што ни укажуваат знаците на второто Христово доаѓање, опишани од 24 глава 4 стих до 41 стих. Втора работа од 7-те во тие знаци што треба да извлечеме како поука. Христовото доаѓање дава смисла на нашето постоење. Тоа е намерата на Исуса кога ги кажал знаците. На ова да ни усмери. Луѓе, сакам да ви дадам смисла за вашето постоење. Ајде вака само да кажем. Ако Исус не доаѓа, која е смислата на твоето и моето постоење? Болестите ќе се продолжат, смртта ќе ги зема своите жртви и која е смислата на твоето и моето живење? А со Исусовото доаѓање се решаваат сите тие проблеми што дават надеж на луѓето дека постои подобар и поубав свет од овој во кој што ние живееме. Тоа е втората важна порака од тие 7 во таа втора категорија од говорот Христов кој што ни кажува за знаците. Трета работа. Христовото доаѓање укажува на тоа дека еден ден доброто ќе го победи злото. Злото не е вечна категорија. Злото не е нешто што ќе постои за секогаш. Вие знаете, кинезите постои на йинг јанг, во секое добро има зло и во секое зло има добро. Но тоа не е библиска категорија. Злото има почеток, злото има што? Крај. Злото има извод од матична книга на родените. Злото ќе има и посмртница. Христовото доаѓање ќе донесе посмртница на злото. Да, тоа е пораката од тие знаци што ни се опишани од 4 стих до 41. Понатаму, Христовото доаѓање донесува обновување на нашата земја и совршени услови за живот. Не било какви. Вие знаете, луѓето сакаат да одат во некоја држава, место, одмор, каде што ќе излезат од секојдневието, ама каде што ќе имаат мир, каде што ќе имаат малце спокојство, задоволство. Но кај да одиме тоа да го нема? Кај? Да одиме, а да не влечеме со себе сите последици од гревот. Кај да одиме? Кај? Кај нас таму, значи, им кажувам, кога имавме, цело лето имавме, значи, по улице таму, значи, проповедање, им зборевме, викам, знаете ли кој е топ тема денеска? Нас, и сите слушаат. Како да добиеме документи за Германија, за Белгија, за Швајцарија, за Италија, за Франција, за... И почне да се смеат, вика, вика, тоа е најважна тема, вика, поважна тема од тоа нема. Викам, зошто? Затоа што таму во тие држави нема смрт, нема болести, нема лудници таму, нема гробници, таму не морал, не се знае за такво нешто, тама работа. Најголемите зла ни доаѓаат од таму. Најголемото зло ни доаѓа од таму. Видите како ѓаволот направил дека западот е рај. Само да го тргне нашиот поглед од каде? Од Словото Божие, брат Зоране. Од Словото Божие да го тргне. А таму ни се опишани условите како да го стекнеме оној вистински рај, таму што Господ ќе ни го даде. Али Исус ќе дојде, ќе донесе најдобри услови за живот. Пета работа, ама Христовото доаѓање ќе донесе раздвојување. Ќе направи раздвојување затоа што сите нема да бидат спасени. Тоа е популарна вистина што ѓаволот ја проповеда. Живеј како што живееш, Бог е милостив, сите ќе ги спаси. Нели така проповеда тој? Ама не е така. 3 поделби ќе има кога Исус ќе дојде. Прва поделба помеѓу верните и неверните. Оние што се во светот и оние што се во црквата. Фала на Господа да бидеме во црквата. Но вели, ќе има поделби во самата црква. Вели, големата борба, почетните глави. И во најдоброто време во црквата постоја 2 категории луѓе. Луѓе што се посветуваа на Бога и луѓе што не се посветуваа на Бога. Затоа, брат и сестро, немој да гледаш кај никого. Никој не умра за тебе. Никој не го дал својот живот за тебе. На никого од нас начело не ни пишува посветен или непосветен. Затоа се очекува од нас да се молиме, да се посветиме. Тоа е втората поделба. И третата поделба вика, 2 ќе бидат на една постела, еден ќе се земе, друг ќе се остави. Поделба и меѓу брачните другари. Ја би сакал сите брачни другари да бидат спасени, и едното и другиот. Меѓутоа ќе се случи да еден е посветен, а друг не. И никогаш немој да се базираш својата вера на верата на твојот брачен другар. Нека ти послужи како пример. Меѓутоа, ти мораш самиот за себе си да се бориш, да се подготвиш за тоа.
Така ни учи Светото писмо. Шеста предпоследна работа, поврзана со вториот дел за знаците, вели Христовото доаѓање го означува крајот на времето на милоста. После тоа нема поправен испит. Нема. Тоа ти е животот каде што треба да одлучиш. Нема. Па читавме текст во библиската полука, после смртта вика нема. Тоа се што ќе работиш, се што ти доаѓа на рака, направи пред да умреш. После тоа вика готово, крај. Нема шанса. И последна работа, Христовото доаѓање ќе биде како? Изненадно. А тоа значи дека денот и часот, ама некои наши го знаат тоа. Некои наши тоа го знаат. Баратаат со датуми, со години, со денови, со месеци. Чувајте се од таа заблуда. Немојте во тоа да верувате. Не го знаеме денот и часот. Исус вели, а за деновите, годините и летата, Отецот ги задржал во своја собственост. Тој ќе ги открие. Во Дела на апостолите 1 глава пишува за тоа. Морам и тоа да го кажам. Во историјата на Адвентистичката црква, десетици луѓе се појавувале што поставувале датуми за второто Христово доаѓање. И? Така е. Така е. Знаете, еден 2012 или кога беше еден што зборувал тука, па деле летоци. Нели така? И некој напил шега на негов рачун, знаете, кажал мај, не знам, 30, и еве го 31 мај, тој седи на парк, вака жалостен во клупа седи, и доаѓа еден човек кај него, вика, шо ти вика, шо си ти така, вика, онака? Пио ти вика, не прашувај. Шо вика, вака си, некако си. А тоа ден после кога требаше да биде крајот. Знаете, тој молчи вака, молчи, не зборува, знае дека е лага све. И ој сака да изучи збор од него, овој само молчи. И сега да го теши, вели, ајде, вика, не е крај на светот. Ајде, вика, не е крај на светот, вика. Го утешил, нели така? Не е крај на светот, а овој пати од тоа. Нели? Христовото доаѓање за денот и часот никој не знае. И затоа вели бидете будни, jer пазите да го знаеме денот и часот. Зошто Исус би кажал биди буден? Зошто? Не го знаеме. Ете, тоа е вториот дел. Вториот дел, 37:8 стиха Исус посветува за вториот дел, за знаците. Тие 7 пораки се клучни, што би требало за нас да не окупираат кога е во прашање знаците за второто Христово доаѓање. Но ја сакам акцентот да го ставам на ова, на третиот дел, последниот дел од Христовиот ескатолошки говор. А тој зборува за што? Совети за што? За подготовка. Ако ѓавол ти дозволи да го читаш овој говор и да размислуваш, ќе ти даде све да читаш од овој говор, само овој дел да не го читаш. Зошто? Jer во овој дел Исус точно дал совети како да се подготвиш за второто негово доаѓање. Овој дел почнува од 24 глава, 42 стих, до крајот на 24 глава и цела 25 глава, која што има 46 стиха, вкупно 58 стиха. И сега видите, во овие 58 стиха Исус кажува 5 параболи. 5 параболи. 5 параболи Исус кажува. Во овие 58 стиха 5 пати сака да не предупреди колку е важно да се подготвиме за неговото второ доаѓање. Јас денеска ќе се задржам само на една парабола, а ќе ги спомнам тие 5 параболи кои се. Ќе се задржам само на една парабола која што има 7 стиха, да ја проучиме малце и да видиме да не се најдеме ние некаде од каде што треба брзо да излеземе. Кои се тие 5 параболи? Првата парабола значи почнува од 24 глава 42 до 44 стих. Таа е најмала парабола од сите овие 5 параболи во овој трет дел од овој говор Христов. И таа парабола, главна порака на ова парабола е повик да се биде буден. Повик да се биде буден. 3 стиха, 42, 43, 44. Прва парабола од тие 5 за подготовка на второто Христово доаѓање. Ова е втората парабола, односно втората е ставена на крај, ќе ја проучиме. Ова е третата парабола. Тоа е подготовката, значи за 10 девојки, 25 глава 1 до 13, 5 мудри, 5 луди. Ја знаеме таа парабола. Главна порака од таа парабола е: твојата и мојата подготовка за второто Христово доаѓање треба да биде кога? Денес. Маслото, резервното се зема денес. Некои што одлучиле да го земат маслото кога Исус ќе дојде, отидоа да го земат. Ама кога се вратија, вика, вратата беше што? Затворена. Главна порака на ова парабола, третата, е дека твојата и мојата подготовка
денеска. И најдобро сме направили ова утро, што сме дошле тука. Нашето доаѓање тука кажува дека ја сакам да бидам подготвен за второто Христово доаѓање. И нешто сакам да кажам пред да одам понатаму. Во животот можеме да промашиме многу работи. Но ве молам, во името Боже ве молам, ајде да не ја промашиме ова работа. Понекош некој ќе промаши професија, ќе промаши школа да запише, некој друго запишал, можда не знам. Можда некој ќе промаши брак, не знам, некој ќе промаши не знам што све. Има се тоа своји последици. Меѓутоа, ако ова го промашиме, све сме промашили. Затоа твојата и мојата подготовка за второто Христово доаѓање треба да биде најважно. Све друго треба да биде во служба на подготовката за второто Христово доаѓање. Четвртата парабола исто што ја кажува во ова подготовка за неговото доаѓање е параболата за талентите, опишана од 14 стих до 30 во 25 глава. И главната мисла е дека подготовката подразбира развивање на духовните дарови. Брати и сестро моја, ти имаш духовен дар, јас имам духовен дар. И тој духовен дар не ти е даден да виси некаде на зид во соба, не знам. Твојот духовен дар е многу важен во црквата. Она што тебе Бог ти дал е толку важно, што тоа дава тон, слика, дава едноставно убавина на целокупната адвентизам во тој дел од светот. И затоа, кога ќе осетите повик нешто да направите, тоа Светиот Дух ви кажува е време да го потребиш својот духовен дар. Ако имаш дар да пееш, пејте му. Фала на Господа, прекрасни песни отпеа нашите сестри. Братот Зоран исто така прекрасно, нели така, од друга страна водеше и други работи кажуваше. Некој ќе проповеда, Борче, трет, четврти, пет, нешто друго, ќе се моли. Секој од нас има духовен дар, употребете го. Најлошо поминуваат оние што го закопуваат своите дарови, не вели параболата. Дури тие не само што ги закопуваат даровите, него кај нив се појава критички дух и го кривуваат кого? Бога. Вика, ти си вако, вика. Видите, безпоследен ум, сотонска работилница. А духовните дарови ни се дадени да ги развиваме. И петата парабола како подготовка за второто Христово доаѓање е опишана од 31 стих до крајот на 25 глава, 46 стих, и таа кажува подготовката подразбира покажување љубов спрема ближните. Господе, кога те видовме гладен и жеден, кога те видовме во болница, кога те видовме во затвори, сеќавате на таа парабола, последна во 25 глава. А Исус што вели? Кога сте направиле на еден од овие мои најмали, мене сте направиле. И затоа такви акции како што се подај рака или некакви други слични се многу вредни. Jer видите, ние ќе организираме евангелизација во нашиот молитвен дом во Шуторизари, во таа исламска средина. Но знаете колку малку луѓе ќе ни доаѓаат? Затоа што имаат предрасуди. А знаете кога организиравме ова акција? Знаете колку луѓе ни доаѓаа и отворени, колку не пофалија за тоа и колку изразија навистина многу убави зборови ни кажаа. Затоа што гледаа дека се грижиме за нив. Некој со висок притисок дошол, некој со голем шекер дошол, некој не знам кои све проблеми имале здравствени тука, лекарите тука, сестрите тоа го видоа. Меѓутоа почна да не прашуваат и други религиозни работи, почна да земаат книги, почнаа предрасудите да им што? Да исчезнуваат. Кога? Кога ќе видат дека ние им сакаме добро. Затоа подготовката за второто Христово доаѓање не е првенствено да земеме Библија и да проповедаме. Тоа има свое место, има свој начин, има свое време. Меѓутоа, најнапред им покажеме Христовиот дух. Ете за тоа зборуваат овие пет параболи, но ние денеска се задржуваме на втората. Еве на крајот, веќе колку 35-40 минути зборуваме, но сега, последните неколку минути на крајот, последниот дел, нашиот фокус е Матеј 24 глава, 45 до 51. Главната порака на ова парабола, значи, подготовката за Христовото доаѓање подразбира одговорно однесување. Ајде да ја прочитаме. Сакам тука малце заедно да дискутираме, да ве прашам нешто, да ми одговорите и така заедно да дојдеме до овие завршни работи како порака за нас, како подготовка за второто Христово доаѓање. Ова е последниот слайд, застануваме на него, сега ќе одиме на анализа на текстот. Затоа е важно да ги отвориме своите Библии во Матеј 24 глава. Читам, значи од 45 стих па понатаму. Кој е пак тој верен и мудар слуга, кого ќе го постави Господарот негов над слугите своји да им дава навреме храна?
Блазе на тој слуга. Кога ќе дојде господарот негов, го наоѓа дека постапува така. Вистина ви велам, дека на целиот свој имот ќе го постави него. Сега одиме понатаму. Ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето свое: Господарот мој уште за долго време нема да дојде, па почне да ги тепа другарите своји и да јаде и пие со пијаниците. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога тој не го очекува и во час што не го знае. Ке го исече на парчиња и ќе му даде еднаква награда со лицемерите. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Еве ги овие 7 стиха од ова втора парабола, сместена во третиот дел од овој говор, што Исус го има одржано, Христовиот последен, а ни зборува за нашата подготовка. Првото прашање што го поставувам е следно. Сакам да дискутираме малце и да излечеме една порака од ова парабола. Не брзајте со одговорот. Внимавајте. Колку слуги тука се опишани? Читајте, размислите, па кажете ми. Ова е клучно важно, имена многу важна порака ова прашање во себе. Колку слуги се опишани, значи, во ова парабола? Времето на милост уште малку трае, повелете. Добар и лош. Другите што мислат? Двајца? Еден? Сега еден или двајца? Гледате го текстот. Ова е многу важно. Ке гледате, еден или двајца? Тука е прашањето. Така е. Тоа е. Тоа е една од главните мисли во ова парабола. На прв поглед, јас мислам дека се двајца. Па добар и лош, нели така? Но ова е еден, кој во еден момент е добар, но во друг момент е лош, еден ист. И во самата парабола Исус, да кажам така, поскриено сака да ни кажува дека нашето посветување, ако не е до крај, благо на нешто ќе издржи до крај, може да биде доведено во прашање од една врста слуги, што се благословени, да преминеме во друга категорија на слуги, што се рѓави или лоши. А познавате ли луѓе што добро е почнале христијанската трка, а денеска ги нема во нашите редови? Колку има такви? Видите? Во Библијата не е најважно добро да почнеш. Во Библијата е најважно добро да завршиш. Тоа е библиска порака. И видите, сега нема да се задржам на профилот на добриот слуга. Ајде на крајот да го задржиме нашиот профил на оној другиот слуга. Профилот на лошиот слуга. И да излечеме пораки од него. Може ли? Каде го имаме профилот на лошиот слуга опишан во ова парабола? Од 48 стих. Ајде уште еднаш ќе го прочитаме. Ајде да видиме зошто овој слуга е лош. Што се случува во неговото срце? Од каде тој доби инспирација? Како тој размислува, како живее? Како е наречен и како ќе заврши? Тоа се прашање што сакам да ги проучам на крај и да завршиме. Еве што ли 48 стих. Ако пак тој слуга е лош, еве го клучниот момент. Внимавајте, може би ќе ни одбегне ова. И си рече во срцето свое. Со кого зборува овој слуга? Со Господ? Сам со себе, со јавол. Чекај да ве подсетам. Каде по прв пат во Библијата го наоѓаме овој израз, а си зборуваше во срцето свое? Така ли? Исаја 14 глава 12-14. А си зборуваше во срцето свое. Во Библијата имате два зборувања. Зборување во срцето свое и зборување со Бога во молитва. Зборување со Бога во молитва е позитивно, посветено. Тоа е најдобар начин да се подготвиш за второто Христово доаѓање. Ако си зборуваш со себе си, тоа значи дека самиот себе си се сметаш за Бог. Не ти треба Бог.
Не ти треба некое суштество надвор од тебе кој што ќе ти помогне. Ти си сам себе Бог. И во овој профил, кога го проучуваме лош слуга, тој е представен како оној кој што сами од себе си се смета за Бог. Но инспирацијата е добива од кого? Од старата змија, која што по прв пат во историјата кажала, си зборуваше самиот во себе си. Ова е првата карактеристика што ја наоѓаме. А пазете, а тој тука представен како адвентист. Овој втор слуга исто е представен како адвентист. И првиот е адвентист и вториот, но првиот е посветен, а вториот е непосветен. И првиот и другиот се во црква. И знаете што е интересно? Овој вториот, тој не проповеда дека Господарот негов нема да дојде брзо јавно. Не јавно тој не зборува, него тој каде зборува? Во срцето свое, тајно. Што гледате? Лицемерен живот. Еден живот живее во себе внатре во срцето, а сасвим друг живот живее во јавност. И како Исус ги нарекува таквите луѓе што живеат двоен живот? Лицемери. Видите ли? А си зборуваше во срцето свое. Постојат најмалку уште две места во Библијата каде што се споменува овој израз, а си зборуваше во срцето свое или сам со себе, ќе ги спомнам сега. И има трето место каде што ни се кажува да се чуваме од тоа. Второ место е запишано во Данило 4 глава. Излегува царот Навуходоносор едно попладне во својата градина тука, ја знаете како беше убав Вавилон, првото светско царство, од злато направено, све убаво, тие висечи, нели така, градини, све, излегува и во еден момент совил, а си кажуваше во себе си, нели ова Вавилон, што јас го изградив? Нели така, кога читаме таму 4 глава? Значи, дали тој зборува со Бога или зборува сам со себе? Сам со себе зборува. И почна кого да го фали? Кого да го стави на преден план? Себе си, не. Секојаш така во животот е. Вика, оној што ќе го отфрли Бога од преслот на своето срце, има две можности во животот. Или да се стави сами од себе си на преслот на своето срце, или да ги стави материјалните работи како Бог во своето срце. Немате трета работа. И сега Навуходоносор се става себе си на центарот на своето срце и материјалните работи. Но што се случува во тој момент кога почнува така да размисля Навуходоносор? Трансформација на неговата личност. Тоа е местото затоа што е инспирирано од ѓаволот. И има уште едно место во Новиот Завет, една личност си зборува во срцето свое. Лука 12 глава, по една парабола, Исус го опишува човекот што му родила нивата. Сеќавате? И што ви? А си зборуваше во срцето свое. Дали приметувате во таа парабола тој човек да го фали Бога, што му дал благослови, што му дал дожд, што му дал сонце, што го штител од ајдуци, од краци, да не му крадат, нели така? Дали приметувате бар на едно место да му благодари на Бога? Не. А што си вели? Во срцето свое. Имаш? На многу години. А не знае дека вечер ќе умре. А вечер Бог му се јава на сон. И што му вели? Те му вели, пријателе, безумниче, вика. Ова ноќ, вика, ќе ја земам душата твоја од тебе. Твојот живот. А тоа што си го направил на кој ќе остане? А видите. Зошто? Затоа што заборевал да зборува со Господа, да благодари на Господа, да свати дека од Господа е све. Тој се подготвил за второто Христово доаѓање, тој богаташ? Не. Тој се подготвил за овој свет. Една дигресија. Многу мина почна се смеат кога ова го кажав, ама вистина е во параболата пишува. Ајде молам приметите 12 глава како почнува парабола, ама првиот збор што го кажал овој богат човек. Ајде молам. Ќе се зачудите, можеби не сте го приметили до сега тоа. 12 глава. 16 и 17. Тука во македонскиот превод е 3-4 збор, во српскиот е прв збор што се употребува, а и 17 стих. Си размислуваше во себе велејки. Нели така почнува? Како пишува вашите Библии? Кој првиот збор? Тоа е. Ова е катастрофа. Не е во Матеј, него во Лука, 12 глава. Лука 12 глава, 17 стих. Извинете, ја може да кажа в Матеј. Извинете. 12 глава, 17 стих, Матеј. Си кажуваше во срцето свое или си размислуваше во себе, било каков превод, и кој прв збор го употребува?
И кој е првиот збор? Немам. Дели ми е чудно ова? Толку богат човек, толку све има, што вели? Немам. За жалење. Социјален случај. Да собереме средно помогнеме. Немам. За жалење. Тој вели, немам во што да го ставам својот имот. А вика, немам. Знаете, она психологија, да се жали. Немам. Но, затоа во пета книга Мојсеева 8 глава, што вели? Кога ќе ги добиеш сите благослови од Господа, немој да кажуваш во срцето свое, мојата сила и моето здравје ми го добавија сето ова. Него сети се на кого? На својот Создател. Ајде да се вратиме на крајот на ова парабола, уште малку, уште некој профил, значи некои карактеристики од профилот на лошиот слуга да ги споменеме и на тој начин да го заокружиме ова наше проучување. Веќе колку време е тука. Значи, тој е инспириран од ѓаволот. Тој не разговара со Господа. Тој се декларира за адвентист, ама не живее адвентистички. Тој има еден свој живот внатре во своето срце, но за јавност има сосема некој друг живот. И затоа што размислува дека неговиот Господар нема долго да дојде, тој се препушта на што? Се препушта на живот со своите другари. Се препушта на телесни работи. Почна да се бори со своите пријатели, да се тепа со нив, вика. И почна да јаде, да пие. А тоа е секојаш став во Библијата така. Штом ќе го трнеш духовните работи, тогаш телесните работи доаѓаат на прв план. Видите? Секојаш тоа така е. И тој секој ден си го живее својот живот. И не знае дека неговиот Господар е зад вратата, зад петици, ќе дојде секој момент. И баш можам да замислам тој ден, тоа утро, кога неговиот Господар доаѓа, а тој веќе закажал средба со другарите во кафеана, почнал да си живее како што си живее, отвара врата да излегува во кафеана, да оди со своите другари, и кого го среќава? Ти дојде? Да, јас дојдов. Многумина адвентисти така ќе го дочекат Христовото второ доаѓање, нажалост. Браки и сестри, каде е твојот и мојот фокус кога е во прашање твојата и мојата подготовка за второто Христово доаѓање? Најдобар начин да се подготвиме, да не разговараме самите со себе, него да разговараме со Бога. Тоа е првата и важна порака што извлекуваме од ова парабола. Втора работа, одговорност. Првиот слуга вели, благо на тој слуга што им дава храна на оброк на оние што му се поставени. Се обраќам до водачите во црквата. Ви имате огромна должност да го храниме стадото, да се грижиме за нив, да се молиме за нив. Ако не дошол некој во црква, да се јавиме, да прашаме. Ако имаме проповед, добро да се подготвиме, да изнесеме. Ако имаме библиска поука, ако пееме. Со секоја точка што ја правиме, ние помагаме на луѓето да ги мотивираме да се подготват подобро за второто Христово доаѓање. Ајде Исус ќе дојде, драги мои браќи и сестри, да не најде како работиме за Него. Да имаме одговорно однесување. А одговорното однесување доаѓа од тој момент кога ќе разговараме со Господа во молитва. Бог нека ни помогне да се подготвиме за второто Христово доаѓање и нека во нас најде вера спасоноста.